Помина речиси 12 години откако прв пат го посетив руралниот регион Долни Дримкол, каде што ме пречека моите долнодримковци, кои ме прошетаа низ непрегледните долнодримколски пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на есенската убавина, безпрекорно вткаена во верижните јабланички караормански планински венци, сончевите есенски зраци, кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во глобочичкото долнодримколско водно огледало, отсликувајќи ја многовековната печалбарска долнодримколска традиција и ми раскажа за домаќилакот во селото Безово, за некогашното полно сред-село со народ во селото Модрич, за свадбите и крштевките во Пискупштина, Дренок и Нерези, животните печалбарски патешествија на печалбарите од селото Луково, мајсторлакот во Јабланица, за се она што е знаено и незнаено во Долнодримколско. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 12 години повторно дојдов во Долнодримколското село Јабланица на верскиот празник Крстова недела, меѓу народот попозната како Голема недела, ова 2022 господово лето, кој се празнува со векови во манастирската црква Свети Илија, меѓу народот попознат како Свети Илија Горни, по покана на црковно-манастирскиот одбор, а пред се на Илчо Чоклески, кој воедно пред 12 години ми беше домаќин и водич низ ова Долнодримколско село. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Јабланица тргнав рано, мошне рано, околу 4 саатот, народски кажано, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со Камазот, кој речиси 30 на години ми е верен сопатник, откако малку го оставив, што се вели, некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија што го чекаат. По речиси 2 и кусур сати нарадско кажано, возење по магистралниот пат Скопје-Тетово, Гостива-Тичево во правец на Охрид, на речиси 20 километри пред Охрид, по излезот од Ботунската клисура, во непосредна близина на Охридскиот аеродром, кај селото Подмолје, свртувајќи десно, возејќи по Струмско-Долнодримколската магистрала, чија 10 километарска патна делница кривулесно се извиваше покрај Голоботичкото езеро, поминувајќи покрај селото Пискупштина, накачувајќи низ питомите јабланички планински шумски предели, поминувајќи низ затора на селото Безово, насладувајќи се од летната колоритна убавина што природата му ја дарила на овој крај, во раните утнички сати стасав во селото Јабланица, каде што ступкано како орловско гнездо, раскошно блескотеше од утринските зраци на јабланичкото сонце. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, имав две причини. Едната да ги надополнам моите досегашни сознанија за битесувањето на ова село, а другата мештаните да ми го раскажат преданието за настанот кој се случил пред многу векови, кој што се уште живее и се пренесе од генерација на генерација, кое не ја изгубило вистинската форма, за чудотворната сила на манастирот Свети Илија, кој го спасил селото Јабланица од намерата на група качачи од соседна Албанија да го запалат манастирот Свети Илија и селото Јабланица, кое предание зазема посебно место во колективната меморија кај секој јабланичарец, кој манастир, чие име го носи на пророкот Свети Илија, со векове е заштитник на ова село, чие празнување секое господово лето се сопаѓа со верскиот празник Голема недела, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде,
ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Од Луково, преку селото при Скупштина, селото Нерези, дојдовме овдека во селото Јабланица, распослано во пазовите на Горостасот Јабланица. Ова е овде селото Јабланица. Погледнете ја убавината и уживајте. Почитувани мои, малку чудно ми беше затоа што во селото Јабланица не се чувствуваше оно вообичаеното селско народно празнување. Шивеле во себе каде се луѓево, нели е празник денечка, но додека размислував и одев кон сред селото, за миг мојата мисла ја отрна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: "Добре дојде, Зоране, каде си што те нема? Долго те чекам да дојдиш во ова село, Зоране. На телевизија насаде ми те гледам, со радост ги гледам репортаживе за нашиве села. Иначе моето име е Илчо, а презиме Цоклески. Ако се сеќаваш на мене, кога пред 12 години заедно ја направивме репортажата за моево село, ми велеше. Како не се сеќавам, мощно убаво ликот и го памтам, кога со тамчето кое го возеше, се упативме горе во планината, попатно во црквата Света Недела, а потоа во манастирот Свети Илија, му реков. Што туку мојот домаќин Илчо започна да ми раскажува една од многуте недораскажени приказни за неговото родно село, околу нас се собраа и други мештани од ова село, кои ми велеа: "Зоране, имаме еден предлог. Денешен твој водич, а воедно и така да речеме овластено лице од манастирскиот одбор, за се што ти е потребно за репортажава, во чии ранки ќе биде ветната и приказната за многовековниот манастир Свети Илија Горни, кој со векове е заштитник на селово, а во чест на патронот на селово, секоја година на сам ден на празникот Голема недела, мештаните празнуваат, чие празнување се пренесува од колено на колено низ вековите, предлагаме да ти биде нашиот соселанец Илчо Цоклески. Што велиш? Бива?" Во хор ми велеа на собраните селани. "Бива, како не бива", им одговорив. "Сите приказни за нашиот манастир да му ги раскажеш на Зорана наш, да го прошеташ гостинов наш низ манастирскиот вакав, се да сними, се да бележи, да се види, сите да видат кои сме, што сме, од кај сме и да види целиот свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде во нашево село, селово Јабланица, му дадоа заповед мештаните на Илчо Цоклески." Почитувани мои, пред да ја проследите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираат мештаните од ова населено место во чест на настанот кој се случил пред многу векови за чудотворната сила на манастирот Свети Илија, кој го спасил селото Јабланица од намерата на група качаци од сосна Албанија да го запалат манастирот Свети Илија и селото Јабланица, предлагам да ви пренесам дел од моите историографски сознанија најсетне за 7 многувековни црковни светилишта во селото Јабланица, што така да речам неуморно ги прибирав изминатите години, копајќи низ архивските оставштини од многу учени луѓе, патописци, крстарејќи низ Дрипковскава регија во вековиве што изминале. Соборната црква Свети Илија се наоѓа на едно возвишение, чии падини од трите страни стрмно се спуштаат надолу во еден длабок дол. Изградена е во 1886 година со доброволна помош на печалбарите. Црквата представува еднокорамна градба, изградена од делкани камења и представува своевидно ремек дело на јабланичките мајстори и каменорезци.
Во црковниот двор се наоѓаат неколку гробови на свештеници, меѓу кои и на војводата Цветан Геровски. Црквата Свети Мина, Виктор Викентий, позната како Света Мартинија, се наоѓа во Дековската мала. Се смета дека денешната градба, која е од 1975 година, е подигната врз темели на претходна црква, чиешто постоење временски се лоцира порано отколку црквата Свети Богородица во Топлец. Црквата Свето Преполовение се наоѓа во Бојкото мало, на стариот пат кон селото Лакаица и е посветена на празникот Преполовение на 50-тицата или по меѓународот познат како Руса среда. Камен темелникот е поставен и осветен во 2003 година. Во склоп на црквичката се наоѓа извор за кој што помеѓу локалното население постои убедување дека има лековити својства. Црквата е изградена по сон на свештеникот Прота Петре Петровски. Црквата исто така се посетува на светимаченикот Сава Страилат, вториот ден на Ѓурѓовден и третиот ден на Духовден. Црквата во ведение на Пресвета Богородица се наоѓа во малото Топлец, каде што порано во ова мало постоеле 3 цркви во склоп на Топличкиот манастир. Таа денеска е Гробијанска црква. Оваа црква се смета за најстаро светилиште во селото Јабланица. За тоа говори пишаниот документ во кој е забележено дека камен темелникот бил положен во летото 1445 година. Црквата е обновена во 1962 година на темелите на постара градба. Завршена е во 1976 година, а осветена е во 1978 година од страна на тогашниот митрополит Дебарско-Кичевски господин Ангеларий. Црквата Света Петка се наоѓа на сред село, помеѓу местното население познато како Збориште. И таа, како и останатите цркви во селото, се наоѓа на едно возвишение обраснато со стари дабови дрвја. Црквата представува мала градба и е изградена во поново време врз темели на ранохристијанска базилика. Празникот Петковден, кој се слави на 27 октомври, е црковна слава, но исто така се посетува и на третиот ден на Духовден, на денот на светимаченикот Сава Страилат и вториот ден на Ѓурѓовден и на Водици. Црквата Свети Никола се наоѓа на најмаркантната точка во малото Топлец, на еден рид заскриен зад столетните дабови дрва. Црквата е изградена од делкан камен во 1996 година и исто така врз темели на ранохристијанска базилика. Црквата Света Петка Римска се наоѓа покрај патот кога се доаѓа од Струга кон Јабланица, веднаш за Топлечкиот мост, во малото Топлец на едно возвишение со многу стари стебла. Таа е изградена во поново време, исто така врз темели на ранохристијанска базилика. Црквата Света Недела се наоѓа високо над селото по патот што води кон манастирската црква Свети Илија. Изградена е во 1997 година. Храмовата слава е на 20 јули, празникот посветен на светицата Света Недела, а се посетува и на третиот ден на Духовден. Недалеко од црквичката, помеѓу столетните дабови стебла, се наоѓа извор со света вода. Пред вечерните сончеви зраци, милувајќи го селото Јабланица, пред се манастирскиот комплекс Свети Илија ја навестуваа празничната атмосфера, а од соседните населени места на селото Јабланица и од сета Струмско-Дринковска регија, како бисер Гердан, се зареди народ во правец на манастирот. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои,
Пред да го проследите видеозаписот од пригодната вечерна празнична прослава, што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на настанот кој се случил пред многу векови за чудотворната сила на манастирот Свети Илија, предлагам да ви пренесам дел од моите историографски сознанија за манастирот Свети Илија Горни, што неуморно ги прибира в изминативе години, копајќи низ архивските оставштини од многу учени луѓе, патопици, крстарејчи низ Дримковскава регија во вековиве што изминале, во продолжение на оваа репортажа. Манастирскиот комплекс Свети Илија Горни е духовен рај. Тој е оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културни, историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на манастирот му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од римскиот период, од византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Минатото и сегашноста на манастирот Свети Илија е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опад на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот и континуитет на духовниот јабланички живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во вакавскиот атар и спреплетени за премезот на времето. Манастирот Свети Илија, меѓу народот попознат како Свети Илија Горни, се наоѓа на само 5-6 километри западно од селото, на питомата јабланичка падина, која се распостила на околу 1500 метри надморска височина, обкружен со многовековната дабова шума, кој има култно значење не само за жителите на селото Јабланица, туку и за жителите на другите долнодринковски села. Манастирскиот комплекс Свети Илија Горни илјадници години изражи на целиот негов простор, како дел на духовниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, поточно речено Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од македонската држава, позната како Склавинија, како дел од Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир, како дел од владавината на византискиот император Василий II, како дел во црковните записи на византискиот цар, царот Константин Асентих, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава предводена од царот Стефан Урош IV Душан Немањич, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 до 1345 година за манастирот Света Богородица Привлепта во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кралот Марко, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Според историографските документи, манастирската црква се споменува и во Отоманскиот пописен дефтер за Дебарската нахија во 1468 година. Исто така е регистриран и во пописниот Отомански дефтер од 1568 година и во пописниот Отомански дефтер број 99, кој се води за Дебарската нахија од 1742 година. Според Отоманскиот дефтер од 1778 година, Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Каза Сага, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рау бек, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар,
лично го набавиле ферманот за реобнова на развршената манастирска црква Свети Илија Горни, чии темели се дел од рано христијанска базилика. Обстојувањето на манастирот Свети Илија Горни е забележено и во томаскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година, за време на владењето на томаскиот султан Бајазид II, каде што вакавот припаѓал на румелинскиот Беглер Бегус, со кој вакав раководеле Амет Балабан бек и Сари Мула бек. Во пописниот Дефтер од 1446 година, направен 10 години после востанието на Ѓорѓија Кастриот, каде што според овој попис вакавот на манастирот административно припаѓал на Охридската каза, а во 16 век административно припаѓал кон Дебарската каза. Исто така, ова многовековно духовно светилиште е забележено и во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што со дел од ваковот раководел Саид Паша, а престанатиот дел од вакавот раководеле Устраф ага и Дејмо ага. Овој манастир е забележен и во отоманскиот пописен Дефтер од 1565 година, во отоманскиот Дефтер од 1570 година и во пописниот Дефтер од 1582 година. Во втората половина на 17 век ова светилиште му припаѓало на тимарот Адем Паша. Почитувани мои, предлагам во продолжение на оваа репортажа да проследите дел од видеозаписот од пригодната вечерна празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на настанот кој се случил пред многу векови за чудотворната сила на манастирот Свети Илија. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. О мир да се помолиме на Господа. Господи, Здраво година нека. До година сите здрави, живи, побројни. Амин. Амин. Така. Нека е деном здраво година Илија. Отприлика за колку гости ќе биде вечера? Па, од прилика за 2000 негде 2000. Машала, добро е. Божи цркви за соединување на сите, да се помолиме на Што ќе се спрема вечера? Зелка. Зелка? А, така. Отприлика за колку гости вечера се спрема скарава, така речено, и пијачка да подават кажано? Од прилика некаде за 2000, од 2 до 3000 луѓе. Ова вечер. Ова вечерва и Да, утре. така да. Вечерва и утре. Така. А вечерва е од прилика 400-500 души. Имаме музика, имаме све. Иначе, ова е стара традиција. Стара традиција. Колку цркви и манастири имате овдека во село? Во селово во моментов има 9 цркви. И манастири. Так. Заедно. Кој му е летна слава на Јабланица? Летна слава за Јабланица е Илиден и Ѓурѓовден. А твоја куќна слава која е? Моја куќна е Свети Ѓорѓија. Летен или зимен? Зимски Свети Ѓорѓија, а иначе имат една мала пред Пречиста, а една мала пред Митровден.
И Свети Никола едни имат, да. Така. Си одите овај? Си ојме, нормално дека ќе си ојме. Ова те прашам, кога последен пат имало свадба во селово? Она сенска, состанените обичаи. Тие се одамнешни времења. Одамнешни времења. Сега моментално свадбите се прават по кафани, по тие работи. Кој живот беше поубав? Животот кој беше млад или денешниот? Кога бев млад беше многу поубав. Ама вика старите, времето само продава, времето само купува. Така ето, нема. Дојде нови времења, нови генерации се измена и... Нека се здрави и живи, што се вика. Да се живи и здрави. Нека денот за години. Години. До година побројни. Амин Боже. И селото Јабланица поживо. Амин Боже. Да здравие Господи да ни даде на сите. Амин Боже. Да ни е жива и здрава Македонија. Амин Боже. Окото на секој добронамерник, праќајќи го својот поглед во правец на хоризонтот, на местото викано Горни, не може а да не го забележи манастирскиот комплекс Свети Илија Горни, кој раскошно блескотеше под зраците на дрипковското сонце. Уште из утрината, како бисер гердан, се зареди долга колона на разнолики возила и врз улица народ во правец на Јабланичкиот манастир. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да ја проследите приказната за пригодната празнична прослава и за утринската литургија и ручекот што го организираа мештаните од ова населено место во чест на настанот кој се случил пред многу векови за чудотворната сила на манастирот Свети Илија, предлагам да ве запознам со моите сознанија за настанот што се случил во Јабланица на ова место пред многу векови. Манастирот Свети Илија Горни има култно значење не само за жителите на селото Јабланица, туку и за жителите на другите долнодримковски села. Помеѓу населението се уште живеат легендите и преданијата за чудотворната енергија со кој зрачи овој простор. Манастирската црква е посветена на пророкот Свети Илија. Се посетува 3 пати во годината, на 3-тиот ден Духовден, Илинден и празникот Крстова недела, кај народот попозната како голема недела, неделата после Крстовден, чие што одбележување временски се одбива кон крајот на месецот септември или почетокот на месецот октомври. Помеѓу населението во Јабланица се уште живеат преданијата за чудотворната сила на манастирот Свети Илија, кои се пренесуваат од генерација на генерација, кои не ја изгубиле вистинската форма, но едно предание зазема посебно место во колективната меморија на секој јабланчанец, а тоа е преданието за тоа како Свети Илија го спасил селото Јабланица. А преданието вели вака: некогаш многу одамна група качаци од сосед Албанија наумиле да го запалат манастирот Свети Илија и селото Јабланица. Во тоа време преубав есенски ден се распослал над Јабланица. Скрежавото есенско сонце брзо се лизгало по синиот хоризонт, по цртовите како немирни деца отскокнувале мали пердувести облачиња, жуборот на кладенците и шумолењето на буките ја пресекувале совршената тишина, ништо не навестувало дека може да се случи таков ужас. Како што се доближувале качаците до манастирот, времето почнало да се менува. Густи магли почнале да лазат од кај стрижак
и радуч, а малите облачења како некоја невидлива сила да ги престорила во големи оловни джинови и за час го прекриле синото небо. Денот постанал ноќ. Тогаш во маглата се појавил Свети Илија со крст во рацете и ги прашал каде тргнале. Откога му кажале, им рекол дека ќе им го покаже патот. Гонети од својот уривачки нагон, долго талкале качаците низ времето, се додека не ги здогледале првите кујки, мислејќи дека е тоа селото Јабланица. Како бесни куќиња се втурнале и почнале да ги палат куќите, се додека не се освестиле дека го палат собственото село. Ова чудо што го направил пророкот Свети Илија, со своји очи го видел еден јабланчанец, заскрие меѓу густата магла, а сето ова им го раскажал намештаните на самиот ден на верскиот празник пророкот Свети Илија. Некој се јабланчанец кој во тоа време си дошол од гурбет по поминати долги години во Америка, пред многу векови и од тогаш па се до ден денешен, жителите на селото Јабланица во првата недела после Крстовден организираат црковен народен собир во знак на благодарност и сеќавање на чудото што се случило во манастирот, каде што соборскиот народ се послужува со традиционален ручек од варена зелка и говецко месо. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Јабланица за манастирската слава Крстовденска недела, меѓу народот попозната како голема недела, посветена на пророкот Свети Илија, чие празнување собекови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација во ова село, и јас да бидам дел од ова празнување. Почитувани мои, предлагам дел од ова духовно богослужение да проследите во продолжение на оваа репортажа. Утро. Нека е ден здраво години. Ете сполајмо Свети Илија, синојќа, загрме, задува, заврна греовите наши, што имаме, овој ги однесе, ги очисти, денеска ни прати сонце, нека е ден здраво години. Твоето име? Милутин. Презиме? Менкиновски. Од кој? Од Јабланица. Слушај вака едно. Овде кога дојдов во Јабланица ми кажа дека селото Јабланица вела дека колку стари родови, толку и цркви. Во село има 8 цркви и 1 манастир. Да, 9. Така. Комплет 9. Кој ти тебе овој куќна слава? Куќна Свети Ѓорѓија. Може да се пишете како беше за прославите во Јабланица, за Велите, за Божик, за 40 години култур што се вика. А какво беше? Многу поубаво него сега. На сред село ред моми. На сред село имаше, наоро се одеше секаде. За Великден. Так. Твоето име? Дарко Цветковски. Од која фамилија си? Од Лабуништа со јас гостин. Така. Јабланица со пријателија. Сега вака едно. Во Лабуништа кому е летна слава на селото? Ние славиме неколку слави во Лабуништа. Свети Илија, Света Пречиста, Свети Никола, и секако поглавни слави, и Свети Јован Крстител. Так. Твоја куќна слава? Моја Света Пречиста. Како се презиваш? Чоколски. Колку години имаш? 8. Кој деление си? Трето. Како ти се вика учителката? Маја Марковска. Лоша или добра е? А што сакаш да бидеш кога ќе порастиш? Пожарникар. Пожарникар, да се здрави жив. Така, ајде.
Добро утро. Добро утро. Вашето име? Слободанка. Презиме? Мазниковска. Од кое место сте? Ние сме от Битола. Од Битола? Да. Од каде си попотекло? Јавланица. Јавланица? Да. Каде живеете овде во Македонија или? Не во Германија живее. Колку години си таму? 50 години. Ова те прашаме, но таму во Германија кој ќе се видиш нашите македонци, Да. кој ќе чуеш нашата македонска песна и ора, ти се радува ли душата? Да. Ми се игра и и кефле сум многу се кевам тоа Так. имат наша песна. Овде кој ќе дојдеш во Јавланица, кој ќе прочиташ низ селово, Да. повеќе ти се радува душата или ти плачи? Ми плаче од жалости што е убава многу Македонија. Од кај ти е домаќинот? Домаќинот ми исто Јавланица. Така, колку челат Господ би даде? 2. Машки и женски? Машки и женско. Како се викаат? Синот ми се вика Драги, ќерката ми се вика Мимоза. Од домени? Колку мучина имаш? 4 имам. Како се викаат? Селена, Мари ми се од ќерка ми, а Давид и Сара од син ми. Кој ти се помили првото или секојарето? Сите се мили. Да сте ми здрави живи? Сите. Нека ти на години? За многу години да бидете. Така. Еве што се вика на денешниот празник по стар радет и обичај се спрема ручек за гостите. За колку гости отприлика се спрема ручек и што ручек е денеска? Се спрема 11 лунци за ручек зелка со месо. Така. Кога ги прашуваме готвачите за рецептата како одат мелодиите, многу ми на својата рецепта не ја кажувал. Меѓутоа, колку зелка, например, колку месо, колку сол сака? Ти виде со очи, јунесот беше жива мера 500 кило, па месо на 270-300 кило. Секоја година се главен готоч овде? Не, малски сме ние. Малски? Малски. Значи од секоја мала за која година? А зелка 250 кило. Так, пробаш многу да не загори, да не запечи. Так. Отприлика за колку време ќе биде готово? Па иште за сад време. Би требало да биде готово? Да, готово и после 12 ставја. Се разбира, овој ручек што се готви овде во манастирот не може да биде готвачот сам да го направи, тој мора да има и своји помошници. Вашите име и презиме? Јас се викам Васко. Дојдов овде да направам на чест да им помогнам на пријателите во здравје и така. Останатиот дел остануваат на домаќините, како ќе кажат и така. Од каде си, од Јабланица? Да, сум од Раслајца. Од Раслајца. Доаѓаш често пати овде? Доаѓам, не често, али доаѓам. Така. Дегустаторот на храната е најбитниот. Ебе да подпршкана да ја видиме први. Так. Неко значи да имам. Твоето име? Добро, добро. Од по потекло? Јабланица. Од Јабланица. Да. Значи, сега ќе пробаш и ќе кажеш на готвачеве дали треба сол, дали треба вегета, дали е погодено или треба да се поправи што се вика. Дефинитивно готвачите си ја знаат работата, се е супер, се е во ред и спремно се гостите да ја пречекаме и да уживаат во храната. Сите нас кои со приклонување на главите означуваме знак на покорност и удостојне да се исполниме со Твоето осветување преку порасувањето од оваа вода и да ни биде Господи за здравје на душите и телата, зашто Ти си нашето осветување и Тебе Ти вознесуваме слава, благодарност и поклонение со безпочетниот Твој Отец и со светиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови.
Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi всем православnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj i Tvoje sохраняя Христом Твоим вітерством. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi всем православnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj i Tvoje sохраняя Христом Tvojim žiteljstvom. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi всем pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj. Mir nasite. Slavni, otkako dozgora mu isprati blagodat na Elisej, ovoj bolesti progonuvaše i leprozni očistuvaše, zato a na onije što go počituvat, im dava iscelenije. Molime na Gospoda. Gospodi, koji se si napravil sa svoj odbor i si naredil na zemljata da rađa mnogo različnih plodovi za naslada i hrana naša, koji trite momčinja i Danila, koga bile vo Babilon, hraneći gi so seminja, si gi pokažal posvetli od onije što bile vo slas hraneti. Ti sami od se blag caru, blagoslovi gi ovije seminja su različnite plodovi i osveti gi onije što će jadat od njih, zašto vo Tvoja slava i čest nasveti od prorok Ilija i za spomen na site makedonski svetitelji i za spomen na onije što počinale ko blagočestiva vera. Ova se prinese od Tvojite čeda, zato a dobar Bože, na ovije što ova go ukrasile i izvršuvat spomen, podarim se što prosad za spasenije i za naslada na Tvojite večni blaga. Po molitvite na prečistata Vladičica naša Bogorodica i sekogaš Deva Marija, i sveti od prorok Ilija, i site makedonski svetitelji, čiji spomen im go prazduvame i na site Tvoj sveti, zašto Ti si koji blagoslovuvaš i osvetuvaš se, Bože naš, i Tebe slava Ti voznesuvame, so bespočetni od Tvoj Otec, so presveti od blagi od i životvoren Tvoj duh, sega i sekogaš i vo večni vekovi. Slava i čest na svetu. Da rečeme site oceta naša duša i oceta naša pomisla, da rečeme Ti se molime, čujne i pomiluj. Gospodi, pomiluj. Pomiluj ne Bože, po Tvoja to golema milost. Ti se molime, čujne i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Tvoj da dojde carstvo, to Tvoj da bide voljata Tvoja, kako na nebotu, tako i na zemljata, lebod naš nasušen daj ni go denes i prostini gi dolgovite naši, kako i nije što gi proštevame na našite dolžnici i ne nebo veduvaj go iskušenje, no izbavine od lukavija. Slava na Otec od Sinot i Sveti od Duh, sega i sekogaš i po večni vekovi. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Oče blagoslovi. Ste Bože naš, blagoslovi go jedението и пиенето во овој манастир, умножи го духовното јадење и пиење овде во целиот свет, зашто ти си свет, тебе ти припаѓа секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Пријатен ручек за многу години. На здравје на сите. Господ мило здравје да даде. И насекаде во православието. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Почитувани мои, навистина се радувам што јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните до ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано, како што било некогаш, така и сега. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Јабланица, не ми се напушташе манастирот Свети Илија, не ми се напушташе ова празнување, но мора да се заминам затоа што ме чека и другите села во югозападниот дел на Република Македонија и сами да направам документарен видеозапис.